Незадолжителни заштитни маски на отворено. Ова е една од олабавените рестриктивни мерки. Мерката за задолжително носење маска останува на важност во јавен превоз, такси превоз и во сите затворени простори. Граѓаните на Тетово пак со поделени мислења околу носењето заштитни маски на отворен простор. Додека едни мислат дека е редно веќе да не се носи, други сметаат дека се уште е рано за олабавување на мерките, бидејќи не ја исклучуваат можноста за нов бран на болеста од септември. Сега према времево, не знам, би требало да се исклучи маската во моментов, а на јесен па би требало. Тоа, мислиме, задолжително. Би требало да биде задолжително. Треба да се носи маската. Без маска ќе има уште повеќе заразени. Мора, не, тоа е грешка што прави владата. Треба да се носи. Тоа е, нема. Поне да се носи уште месец-два, отколку пак на есен ќе има заразен. Не знам дали уште е рано, али така кажа дека од денеска може на отворено да се носи, така да луѓето си го поштуваат. Што кажа, во затворено секако треба да се носи маски. Јас сепак би се сложил со одлуката на Министерството за здравство, штом тие мислат дека така исправно и ние како народ ќе се сложиме со тоа. Министерот за здравство Венко Филипче вели дека намалувањето на бројот на хоспитализирани лица е индикатор за стабилизирање на епидемијата во нашата држава. Се уште има тешки случаи, јас верувам дека и сега ги пратиме бројките се намалуваат и на инфективната клиника негде 40 на пациенти беа останати во оделите за интензивна нега. Најтешките пациенти од другите болници трансферирани тука во Скопје, меѓутоа и тој број е во опаѓање, што е индикатор кој што укажува дека целата епидемија сега спасува. Голем удел во подобрената епидемиолошка слика во земјава имаат вакцините и процесот на имунизација. Освен донираните вакцини од Грција и од Бугарија, Македонија ги очекува и кинеските Синовак и нова пратка од руската вакцина Спутник.